22 март, денот кога според православниот календар се одбележува празникот Свети 40 маченици или младенци, е значаен ден за штипјани. Со години наназад, местото каде можат да се видат сите е тврдината Исар. Се качуваат, собираат 40 каменчиња и потоа 39 фрлаат кон реката Брегалница, која тече во подножјето, а 40-тото го чуваат. Кога потоа се симнуваат надоле, треба да се поздрават со 39 личности, а 40-тата да ја бакнат. Ова е традиција од секогаш и ќе остане. Традиционално по симнувањето голем дел од нив се упатуваат кон објектот Дом на млади, кој е во непосредна близина, каде секоја година се организира културно-забавна програма за сите генерации. Исто и годинава. Програмата започнува во 11 часот со групата Ѓомижи 100, градскиот хор и со фолклорни активности. Настапуваат и културно-уметничките друштва, настапуваат и танцувачките студии од нашиот град за програмата после 2 часот да биде исполнета со настапот на групите од нашиот град. Тоа се музичките бендови кои сите многу добро ги познаваме, кои свират рок музика, тоест музика која што е генерално наменета за помладите генерации. Оваа година програмата ќе биде надополнета со тоа што ќе имаме изложба на икони нацртани на стакло, која што изложба ќе биде поставена внатре во Домот на младите. Изложбата е на професорката Вања Радевска. Освен од Дом на млади, активности по повод Свети 40 маченици организираат и од општината. Истите започнуваат денес со традиционалниот меѓународен фолклорен фестивал Четрсе, кој со поддршка од општината го организира културно-уметничкото друштво Ристо Донев Учителот. Од председателот на Ристо Донев Учителот, Благој Донев, дознаваме дека гости се културно-уметнички друштва од Живинице, Босна и Херцеговина, чии членови веќе пристигнаа и од Брезница, Република Бугарија, кои ќе пристигнат во текот на утрешниот ден. Вечерва со почеток во 20 часот во Националната установа Центар за култура Ацо Шопов, гостите од Босна и Херцеговина ќе се представат со босански севдалинки, а со македонски народни песни учество ќе земат учениците од одсекот за народни инструменти при Државното средно музичко училиште Сергеј Михајлов. Во сабота ќе биде главниот концерт кога ќе настапат домакините и останатите културно-уметнички друштва. 21 март е предвидена промоција на книгата Тајните на Исарот, поскумно издание на целото истражување во врска со Исарот кој што го има спроведено нашиот покоен истражувач и археолог Звонко Белдедовски од музеот во Штип, и на 22 март е традиционалното искачување на Исарот. Со литературна манифестација Поетски поздрав на Четрсе учество ќе земат и членовите на поетскиот клуб Искра. Поканети се и гости од повеќе литературни клубови од основните и средни училишта во Штип и од останати градови во државата. На врвот на Исарот ќе читаат своји творби, а ќе се промовира и алманахот од минатогодишната манифестација.